И сакам да зборам повеќе како тоа се манифестира во нашите животи. Бидејќи навистина имаме силен Бог, навистина имаме семоќен Бог. Сезнаен, сеприсутен, прекрасен Бог. И како црква сме повикани да го манифестираме Него. Да манифестираме Неговата љубов, но исто така и Неговата сила. Зошто сакам да зборам за тоа? Затоа што ќе бидам малку искрен со вас, во последно време во умот знаев дека сум силен во Господ, и тоа имав чувство на немоќ. Дали можеби се поистоветувате со мене? Некој креват рака. Едноставно чувствував дека не сум толку силен како што бев порано. Или се изненадив в себе си што реагирам на некои ситуации, си мислев дека сум посилен. Меѓутоа, наоѓам во себе си дека, знаете, сум примал многу пророштва, знаете какви беа тие пророштвата? Николче, ти си силен во духот. И навистина во Матеј 26:47 Исус им збори на учениците, им вика телото е слабо, телесното е слабо, но духот е бодар. И навистина сум искусил дека понекогаш кога се чувствувам најслаб, телесно и душевно, духот во мене е јак. Меѓутоа, како до тоа да и душата стане јака, ми разбирате, како и телото да биде јако. И така овие денови се преселувавме и обично кога се преселуваме се ни се расипува по стариот стан. И треба да се поправа. И јас секојаш ќе се обидам за да заштедам некои пари, јас нешто да поправам. И може да биде некоја многу лесна поправка. Нешто само да се заврти. И немам сила. Немам физичка сила, морам и за тоа да викам човек. И се фрустрирав. Се почувствувале кога сакате нешто направите, ама немате доволно сила. И потоа се случија некои работи и ми извади од такт. И си мислев дека сум појак. Една убав совет што имам примено од Томи Наумо, го знаете Томи Наумо? Тој ми рече, Николче, ти не си човек, можеби кога ќе се соочиш со некој стрес, веднаш да се искажиш. Почекај се, запиши се ги мислите. И така, само поради таа мудрост што ја примив, не изреагирав глупаво, не изреагирав нервозно. Туку слушнав нешто што ме зачуди, што ми извади од такт, што, како кажам. И добро е што решив да мирувам, да чекам на Господ. Меѓутоа и тоа ме стреси. И тоаш Господ ми кажа, сакаш да бидеш посилен? Тоа слушаме што ќе кажам. И почна ми открива некои работи. И ми покажа главата, централниот дел, градите, стомакот и нозете. Реши тоа се телесни, така, на телото. Кој е синоним за тоа или кој е истото за душата? Умот, емоциите или чувствата во нас и волјата. И рече дека сакам да ти откриам некои работи. Дека клуч за силен христијански живот. Клуч за христијански живот кој што е полн со енергија, со помазание, со сила, е да научиш да ги селектираш мислите што идат во твојата глава, во твојот ум. Потоа да одржуваш и да негуваш вистински емоции во твоето срце и да ги правиш вистинските избори. Значи душата, три главни работи на душата се така умот, така емоциите и волјата. И така да иако сум во духот силен, духот треба да научи мојата душа и потоа моето тело како да бидеме силни во Господ. Дали се поистоветувате со ова? Или мислите да некој за јас сум си силен? Јас мислам дека сум силен, арно? Да. Всушност, како да поминував во време, знаете како чувствував. Се не знам дали тоа беше инициирано од Господ или јас така си го мислувам, како да почувствував да поминувам време како потполно да си без Божја благонаклонност, така се чувствував. Дали Господ сакаше да ми покаже како е да се биде без Божјата благонаклонност, без Божјо помазание, без Божја сила, без Божја волја. Разбирате, ми беше тешко да почнам да го славам Господ, ми беше тешко да се молам, затоа што некои работи толку ме допре и ме извадија од такт. Како да се биде без неговата благодат? Една од дефинициите кои што многу ми се допаѓа за благодат е, знаете која? Дека благодат е Божја сила или моќ која те оспособува. Значи Божјата благодат е таа која што не оспособува. Или од Бог одредена сила и волја
за да можеш да ја вршиш Божјата волја со сила. Значи, тие три клуча сакам да зборувам. Селекција на мислите. Знаете што? Многу мисли ни доаѓаат од надвор. Има мисли кои што те активираат, за да можеш да поќе да работиш. Има мисли што те пасивираат, да прават попасивно, така? Има мисли кои што како кажам, ти даваат енергија, ти даваат елом, и има мисли кои што како да ти ја крадат. Се случува ли така нешто? Да. Јас доживав расејани мисли. Милута мислите. Факултет, тоест не факултет, работа, селење, црква, фамилија. Разбирате? Пробувам да се молам и најнаш како 5 минути, мре како 5 минути, 30 секунди и најнаш што не мислите на друго место. Во науката постои што се вика дисипација на енергијата. Значи, расејани мисли, дисипација на енергија. Што е тоа дисипација на енергија? Енергијата, што ни дадена од Господ, велиме нели дека сме силни од Господ, не е фокусирана, туку се расејува насекаде. И оди во празниот простор. Тоа е неискористена сила. Дали сте почувствували такво нешто? Јас такво нешто го чувствував. Поради тие расејани мисли. Може да се мисли на неверие. Може да се мисли на сомнеш. Може да се мисли на било каква фрустрација. И знаете, во Јаков 1.6 вика, ако некој се моли, нека се моли со вера и да не се сомнева, така? А ако се сомнева, тогаш како е тој? Како морски бран, кој што ветерот го носи и го удира од карпите. И затоа прочита во Филипјани 4.6.8. И таму вика отприлика вака. За ништо не грижете се. Туку во се, преку молитва и молба со благодарност, изнесувајте ги вашите барања пред Господ. Така? И Божјиот мир, кој што надминува секаков ум, секакво разбирање, ќе ги засочува вашите мисли, вашето срце, вашиот ум во Христос Исус. И потоа, во 8 стих мислам вика, и така, еве на што ќе мислите. И вика, ако има нешто што е вистинито, мислите на тоа. Значи, ако е нешто вистинско, мислите на тоа. Ќе мислам на вистина, нема да мислам на илузија, нема да мислам на лага, нема да мислам на филмови, нешто на фикција. Ќе мислам на нешто што е вистина. На нешто што е честно и праведно. Размислувајте на тоа. На нешто што е љубезно. На нешто што е добродетелно. На нешто што е достојно за слава и пофалба. И така е сморав најнаш да му рече на мојот ум, сврти се и ќе мислиш на тоа. Затоа што често пати има многу луѓе кои остануваат во своите негативни мисли. На англиски има еден збор кој се употребува, се вика brooding. Не знам како to brood. Тоа е, мислам дека е кога орелот лебди и, како кажам, прелетува некоја област. И често пати ние сме така, се фокусираме на некоја област. И замислете се, ние сме како орели и ти леташ на некоја област и таа област може би е дризла. И ти си се фокусирал и ти смрди корми и ти гледаш ѓубре и... Разбирате? Една драга личност кој што го загуби својот сопруг, се обидувам да охрабрам, добро, мајка ми го загуби татко ми, и вика, мисля нешто друго. Не, требаш уште да поживее, многу млад отиде, пензијата изгубивме и околу, ме разбирате. И така и често пати се наоѓаме и знаете тој збор брудинг, каде е употреба на друго место? На самиот почеток на Библијата. Кога Бог го создава светот, вика Божјиот дух лебдеше над водите, над празнината. Така. И кој беше производот на тоа? Креација, се создаде земја, се создаде, да разбирате, Бог изговори. Така да и позитивна смисла, а кога нашите мисли се фокусирани на оно што е дадено од Господ, има креативна сила. Разбирате? Кога лебдиме врз нешто што Господ не повикал и со вера, како кажам, го повикуваме тоа постојање, тоа да мисля ќе дојде. Така да има сила, има креативна сила во фокусирано размислување. Клуч за енергетско христијанство, клуч за живење во сила е
фокусирано размислување, не расејани мисли. Го примаме ова со вера? Затоа понекогаш јас намерно одам на YouTube и гледам нешто што е позитивно, нешто што е пофалба. Не разбирате, нешто што е има се и се што на YouTube, има разноразни, не знам, можеш да видиш трачеви и глупости. Меѓутоа има некои видеа кои што кажуваат act of kindness, акт на љубезност, не разбирате? Например, жена не се видела со својот маж во војска кој што е 1 година и најнаш во една серија и прават акт на љубезност и го носат мажот кој што е маринец, кој што е, разбирате, замислете се и такви работи сакам да размислам, нешто што е љубезно. Гледам славење од луѓе кои што вистински го слават Господ, не перформанс, туку што гледаш дека сте во Божјото слово, достојно за слава и за пофалба. Така да почнувам мојот ум да го насочувам кон работи кои што се за чест, кои што се за слава. Го примаме ова? Да. Значи прва работа, клуч за енергетски силен христијански живот е фокусирани мисли, селекција на мислите. Второ, сум напишал одржување, негување на вистински емоции кои мотивираат. Во Изреки 4:23 има стих кој што често го спомнуваме, вика, отприлика вака вика: а најмногу од се запазење е срцето. Значи, внимавај што влегува во твоето срце, затоа што се извира од срцето. Срцето е извор, срцето е фонтана. Ви разбирате? И така, има некои работи во нашето срце, имаме луѓе ставено, имаме, како кажам, имаме работи, можеби, имаме поседи, тие се нашето срце. И тоа е оно што не мотивира, тоа е оно што ни дава сила, тоа е оно што ни дава енергија. Не разбирате? И така кога го негуваме Бог во нашите срца, тоаш од извира сила во таа работа. Значи, јас го сваќам нашето срце како градина, како Божја градина, во кој што ти си сееш работи, си садиш цвеќиња, си ја негуваш градината, ме разбирате? И така да Господ ни дал нови срца. Ги очисти нашите срца, ни даде нови срца, така? Преку верата во Исус Христос. И се само треба да внимаваме што ќе доаѓа, што ќе влегува. И потоа нели е кажано, нема да си земаш при срце. Така, некој ти вика, ова работа нема да си приемаш срце. Ти не се земаш, сеќаш? Например, може некој да ти каже нешто, не се земаш при срце, затоа што таа личност не е во твоето срце многу, не разбирате? Нема многу авторитет. Но јас научив дека понекогаш се сомневам во љубовта на Маја спрема мене. Не знам зашто. Си мислам, јас многу повеќе сакам Маја, ич не обожава кој ќе спомнам, ама ой. Знаете на кој начин Господ ми докажа дека Маја многу ме сака и дека сум нејзиното срце? Затоа што се што ќе кажам има големо влијание за неа. Ако кажам нешто и потоа, како кажам, или охрабрило или потолно е безхрабрило. Да му кажам, не знам, на Ѓонде од Облаково нешто, тој гајле му е, кој си ти, не те познавам, не разбирате? Ме разбирате? Така да, оно што е во нашето срце, тоа не мотивира, тоа не... Например, Маја ми вика, ако треба нешто да купиш за гитарата, кабли нешто ти фалат, нешто жици, бе одма ќе трчиш, одма купуваш. А нешто ако ти кажам, нешто што не ти на срце, треба да те молам, разбирате? Значи, кога вистинските работи од Господ се во нашето срце, тоа ќе видиме активно за Неговото царство, ме разбирате? Така да, често пати во христијанството не учат за дека многу важни се настани. Например, настанот на кога си го примил Исус во своето срце, ја кажа таа молитва, исповедаше, го прими Исус во своето срце, добро. После кои други настани се важни? Крштавањето, сваѓаш, исто е настан кој што е важен. И така организираме конференции, си мислиме дека кога ќе организираме тој настан ќе направи голема промена. И тоа не се настаните. Знаете што е во христијанството е процес. Значи не настан, туку процес. Примањето на Исус е процес во нашите животи. Разбирате? Не само еден ден, од тогаш се промени. Разбирате? Дури крштавањето, постои крштавање во оган. И тоа може да се нарече процес. Така да многу работи во христијанскиот живот не се настани,
кој што се случува во одредено време, туку процес кој што полека Господ трае. Не знам што дојдов тука, ама добро. Интересна е мотивацијата. Дали сте читали Библијата каде што Павле кажува има некои луѓе кои што го проповедаат евангелието со чисто срце, а има некои кои што го проповедаат евангелието за да му нанесат болка на моите рани. Тогаш бил затворен, бил ранет. Значи, може би некои го правиле тоа соперништво. Некои го правиле тоа да покажат дека се подобри од Павле. Некои го правиле тоа да покажат дека се има подобра доктрина од Павле. Ме разбирате? Која е реакцијата на Павле? Како и да е, важно се проповеда евангелието. Луѓе се спасуваат. Слава на Господ. Интересен е Павле вика во Филипјани 4 10-13. Вика, сум научил да живеам во секои услови. И кога сум наеден, напоен, и кога сум гладен. Во има маштија, во немаштија. И знаете, сака да каже како да се научив. Се научив себе си да живеам и во добри полни околности и во не толку добри полни околности. Како да ја открил тајната, ме разбирате, за да биде задоволен. Јас мислам да христијанскиот живот е живот во мистицизам, во откривање тајни. Знаете дека Господ сака многу тајни да не открие, зборува за тајната на побожноста. Павле е открил таа тајна. Во секоја ситуација да биде задоволен и да му благодари на Господ. Зошто? Знаете која била тајната? Затоа што Исус му станал извор. Открил нов извор. Открил извор на благодат. Изворот на мотивација за него не бил, може би, дека е најаден и сега имам сила. Напиен сум, сега сум мотивиран. Имам куќа, имам кола, имам стан, задоволен сум, уживам во животот. Не разбирате? Туку мотивацијата му бил самиот Господ. Нашол извор на благодат. И го потребил тој извор и тоа му било сила која што го предвижува. Зато и во Евреите 4.16 кога зборува слободно да пристапувате пред престолот на благодата. Што представува престолот? Што мислите? Што представува престолот? Престолот е место каде што царот што прави? Седи? Седи и се досадува? Царува. Да, владее. И сега вика слободно пристапувај. Знаете, ние живееме во времето на благодата. Не живееме во време на владењето на законот. Тоа ќе беше сосема подруга атмосфера. Сега сме пред престолот на благодата. Имаме слободно, значи живееме во доба во времето на благодат. И како е да се живее во таа атмосфера? Вика слободно пристапувајте пред престолот на благодата во тоа царување, во таа атмосфера на Господ и вика примете милост, така? Примаш нешто, ти се нуди, така? Ти може би знаеш дека направив нешто што не беше, не знам што, и Господ вика, може да го примиш, ти се дава. Ама за благодата што вика? Да ја примеме? Благодата вика и таму вика и најдете благодат. Значи примете милост и најдете благодат. Колку време ние проповедаме тука во нашата црква за благодат? Околу 10 години, цела деценија, може би повеќе. И открив дека може да проповедаме уште 20 години, ама пак се сведува на лично откровение. Пак се сведува дали ти самиот ти решаваш да најдеш благодат во твојот живот. Благодат кој ќе те оспособи, благодат кој ќе те енергизира, кој ќе ти дава сила, кој ќе ти дава елан. Разбирате? Ако гледаме во светот, се почнува со тоа што некој открил некој извор на енергија. Некој открил нафта. Знам дека турците сега во Медитеранот открија нешто газ, така? Некој открил газ, некој открил јаглен, ќумур, кај нас има такви работи во Битола. Некој открил научен факт и нашол извор на огромна енергија во атомите, ми разбирате? Така и со благодат. Господ даде слика дека знаете како да се живее во благодат. И во секоја ситуација се соочуваш со некои скоро невозможни ситуации, нерешливи ситуации. И можеш лесно да се откажеш, и може да речеш, не, ја живеам во состојба на благодат, во време на благодат,
И мора да има некаде скриено, мора да има некој излез. Господ ќе ми даде. Јас не играм многу видеоигри, ама може би некој вас играат видеоигри. И во видеоите игри има некој скриение, да најдеш нешто, бонус поени, ме разбирате? Значи треба да бараш, треба да истражиш, треба да копаш. И така со благодата. И така има луѓе кои ще открие таа тајна, го открие тој извор. И се им врви многу полесно. И се преполни со сведоштва. Бејќи го открие тој извор. Ме разбирате? И сака да ви кажат, и ти го можеш тоа. Откри го, потруди се, најди кој е благодата во твојот живот. И тоа ќе биде извор на извор на сила за тебе. Затоа во 1 Коринтијани 10:13 вика, никакво друго искушение не ве наваса, освен човечкото. А Бог е верен да ви даде излез од секаква ситуација. Ги наоѓаш и сега приметувам дека ги наоѓаш и да. Тој излез е всушност да најдеш благодат. Разбирате? За да надвладееш над секаков предизвик. Веќе Бог е верен и ќе ти го обезбеди тоа. И така кога го држуваш, кога го негуваш своето срце, кога ги држуваш вистинските чувства, вистинските емоции, тоа ќе биде огромна сила во твојот живот. Значи, кои беа првите два клучеви? Селекција, фокусирање на умот, така? И второ, одржување на вистински емоции од Господ. Последната работа е правење на вистински избори. Кога викаш на Господ, Господе, не мојата волја, туку Твојата да биде. Еднаш му кажа на Исус, Господару, треба да јадиш, ништо не си јадел. Кој е бил одговорот на Исус? Имам храна, која што вие не ја познавате. И потоа објаснува што подобро, а која е таа храна? Храна е да исполнувам волјата на оној кој што ме прати. Нели е малце нелогично? Може да каже, ако имам леп, ќе имам енергија и ќе можам да исполнувам волјата на оној кој ме прати. Овој вика обратно. Затоа што нешто го правам и знам дека е Божјата волја и тоа ми е храна. Тоа ми дава уште повеќе сила. Не разбирате? Значи има огромна сила и огромна радост. А нели во Божјото слово вика Божјата радост е нашата сила. Има огромна радост кога знаеш дека си во совршената Божја волја. И тоа уште повеќе енергија ти дава. Тоа ти е како да имаш благодат врз благодат. Така. Сварно не ми чини ракописот. Филипјаните 3:13. Вака би рекол, не се многу чести тие луѓе кои што живеат во таа совршена волја се. Според мене. Значи има некои луѓе кои што открие тајната. Има некои луѓе кои што се стварно послушни и како кажам, си земале тек, си земале серија на победи. Как нели кои ќе речат овој тим веќе 5 победи поред има. Ме разбирате? Во Англија, во Америка викаат стрик, како кажам тоа. Залет. Да. Еден тим 10 победи поред има. Тоа ти е кога научуваш да го слушаш Господ и Господ ти каже оди на тоа место и ти окрен се плашиш, ама речеш јас сепак ќе одам. Кажи го тоа, ќе го кажеш и потоа се слободна енергија, луѓе се исцелуваат, луѓе се охрабруваат и потоа на друго место те праќа Господ. Разбирате? Павле бил таков. Вика, јас се потрудив повеќе од сите апостоли, ама не јас туку благодата која што ми дадеш. Меѓутоа, како кажам, тој црпел сила не само од тоа што Господ му дал, туку и од победите. Значи победите те мотивираат. Победите ти даваат сила. И затоа за Исус вистинска храна беше да ја врши Божјата волја. Во физиката постојат при крај. Го завршам. Фала ти Господ. Во физиката постојат две типа на енергии, што сум ги учел јас, можеби сте училе вие. Едната се вика потенцијална енергија, а другата се вика кинетичка енергија. Потенцијална енергија е енергија што телото има затоа што зазема одредена позиција во просторот. Например, мојата рака има потенцијална енергија заради гравитацијата и ќе падне кој пушта. Разбирате? Значи тоа е
имаме сите во нас потенцијална енергија, затоа што кој живее во нас? Исус Христос, надежта на славата. Ние сме храм на живиот Бог, Светиот Дух пребива во нас. И тоа е потенцијална енергија, така е. Кинетичка енергија е енергија што телото има кога се наоѓа во движење. Кога ти решиш да живееш живот посветен на Господ, кога си му послушен на Господ, тогаш ќе се појави на нова енергија, уште поголема енергија, тоа затоа што се наоѓаш во движење. Веќе не си во состојба на мирување, веќе не си пасивен, едноставно Господ ти открива нови пространства. Благодат врз благодат. Алелуја. Последно нешто сакам да кажам. Јас сме гледам Звездени патеки, Стар Трек. Има некој што гледа тука? Или само јас сум? Не баш. Интересно ми е, значи, тоа е нешто во еднината. Патуваат со вселенски бродови, патуваат со брзина поголема светлината или такви работи. И некој ќе најдат некој брод кој што може би бил во војна, во битка и е оштетен. И со своите сензори ќе прашаат капитанот, има преживеени, има живи луѓе? И овие ќе му одговарат по салата, ќе му речат има живи, ама нивните животни сигнали се многу слаби. Тоа значи дека едва и да се живи, скоро да се изгледа се повредени. Јас секој се чудев на кој начин може да биде тоа, или човек е жив или е мртов, така. Ама овие може дури со сензорите да видат дека овој има слаб животен сигнал, а овој има како што има македонски приказник кој што вика овој извор гргат. Така. Овој течи, а овој грга. И така Господ даде дека како ментална слика дека и во христијанството има луѓе кои што се преполни со живот, има некои луѓе кои што се живи, има луѓе кои што се скоро живи. Ме разбирате? Јас сум скоро слаб животен сигнал. А види го Зоран. Нели Исус рече јас дојдов за да имате живот. И така да јас верувам дека постојат тие три нивоа. Првото ниво е оживеен си. Значи не си повеќе мртов, туку си оживеен. И оживеен значи дека си наново роден. И сега си жив за Бог. Имаш потенцијал да го слушаш, имаш потенцијал да чекориш по него, имаш потенцијал да правиш чуда. Оживеен си. Потоа има луѓе кои што се живи, кои што искусиле Божјата сила, кои што го слават, кои што го обожаваат. И има луѓе кои што живеат во изобилие. И кои се преполни со сведоштва, кои што искусиле таа благодат врз благодат. И моја молитва е дека сите ќе бидеме на тоа трето ниво. Разбирате? Значи не само оживеани, не само живот во Исус, туку живот во изобилие. Така да ајде да ги негуваме овие работи. Да внимаваме што доаѓа во нашиот ум, со кои мисли се занимаваме. Да вршиме селекција на оно кој што е охрабрува, кој што е честно, кој што е за пофалба. И тоа ќе донесе поголема енергија во нашите животи. Да внимаваме нашите срца. Што е тоа што не мотивира и да го примеме вистинскиот мотив од Господ. Вистинскиот повик од него. И потоа да внимаваме каде одиме. Знаете, има еден стих што вика колку се убави нозете на планината на оној кој што благовести мир. Колку е убаво за Господ кога гледа дека и чекориме во тој потенцијал што имаме. И таа потенцијална енергија се претвора во кинетичка енергија и на крај во атомска енергија. Зашто на вистина факт е дека сме силни во Господ. И така да за мене лично Господ како да ми кажа Николче, веќе е крајно време. Повеќе детски мисли, повеќе негативни мисли, само подценување или обвинување на браќите и сестрите или било што. Тоа ти е исто како носто да леташ на дризла. Но сакам да се фокусираш на оно што е од Господ. На твојот повик, на пророштвото кои се дадени за тебе. На оно што сум ти го зборувал со години. Сабарито многу го зборуваше за црквата, Вики.
Ако нешто Господ сакаше му краде радост е радоста од црквата. И незината сила, незиниот повик. И многу, како кажам, постои како во атмосферата, како напад да се занемари црквата. Разговарав со еден брат кој што е пастор во една друга земја во странство и знаете што ми рече? Абе како беше подобро за време на карантинот. Сега откако имаме повеќе слобода се собираме, вика многу споро оди. Луѓето како да се задоволи, ќе слушнеме нешто на YouTube, ќе се слушнеме нешто на Facebook, толку ден и се продолжиме со животот. И така да вика како да им постои напад да се заситиме, како кажам, како да се фокусираме на некои други работи во овој свет. Меѓутоа Господ ја повика црквата да биде светилник на овој свет, црквата да биде навестител на Божјото царство, црквата да биде нај божествената институција која што ќе за Божјото царство. Веруваме во тоа? Да. Така да, ајде се помолиме, може да станеме да се помолиме. Хвала ти Господи, се надевам Господи дека нека луѓе беа мотивирани Господи, едноставно да ти го предадат својот ум Господи Боже мој и мислите татко небесен. И да ти го предадат своето срце Господи, сите мотиви, сите намери, сите чувства Господи Боже мој, да ти предадат својата волја Господи Боже мој. Јас ти благодарам Господе пред време дека ќе видиме Господе како многумина што биле слаби во верата, сега се зајакнуваат татко небесен. Многумина Господи кои што биле нестабилни, стануваат стабилни Господи Боже мој. Веќе Господи ти се допираш до нивниот ум, ти се допираш до нивните срца Господи, ти се допираш до нивната волја Господи и исцелуваш нивната душа Господи Боже мој. Фала ти татко небесен. Фала ти Господи што си ја повикал својата црква да биде силна, да биде вистинска слика Господи на твојата слава, на твојата раскош на земјата Господи Боже мој. И фала ти Господи дека ние со своји очи ќе го видиме тоа Господи. Нема да биде само нешто што следните генерации ќе го видат после нас Господи, и ние сме само пионери Господи, туку ние со своји очи Господи ќе видиме силна црква и силни мажи и жени во Исус Христос. Ти благодарам за тоа. Амин. Амин.